Понеделник 16 февруари, кратки вести во 12 часот. Катедралната црква Света Софија, која е историско седиште на Македонската православна црква Охридска архиепископија, премина во надлежност на поглаварот архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, јави вестникот вечер. Со ова за црквата веќе не е надлежен Дебарско-Кичевскиот митрополит и не е дел од Дебарско-Кичевската епархија. Во надлежност на архиепископот Стефан преиде и уште еден објект што е дел од комплексот на Охридски плаушник и се уште е во изградба. Со тоа Катедралната црква Света Софија и дел од комплексот на плаушник се во надлежност на Македонската архиепископија. Ова е еден вид ставропигија, иако по тој термин најчесто се подразбира директна јурисдикција на еден црковен поглавар врз некој манастир. Водостојот на Охридското езеро и понатаму е над просекот за овој период од годината. Врнежите од дожд придонесоа за подобрување на хидролошката состојба. Последните мерења покажуваат дека езерото е на кота од 693,55 метри надморска височина, што е за 16 сантиметри над просекот за февруари и 45 сантиметри над минимално дозволената кота. Од почетокот на месецов нивото е покачено за 2 сантиметри. Годинава, за разлика од лани кога беше далеку под просекот, езерскиот водостој е во подобра кондиција. Состојбата во Охрид е стабилна, нема пријави за излевање или поплави, информираат од Центарот за управување со кризи. Иако и во нашиот регион наврна позначителна количина воден талок, сепак состојбата е под контрола. Од Центарот додаваат дека нивните тимови ќе действуваат и денеска, согласно потребите и можностите во координација со другите субјекти од системот за управување со кризи во општините зафатени од поплави. Времето денес променливо облачно со повремени сончеви периоди, дува умерен западен ветер, максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.